Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е 13-тото издание на емисијата ТВ 103, која што е специализирана емисија на ова радио наменета за промовирање на актуелни и предсе квалитетни ТВ серии, а денес ќе ви говорам за ТВ серија која што е посветена за еден од најозлогласените ликови во модерната американска кинематографија, односно медицинската сестра која што се пробива во хиерархијата на менталната институција, кај што се извршуваат грозоморни тестирања, допуштајќи им на пациентите да се откажат од болката која што им ја нанесува животот, како нивен ангел на смртта. Станува збор за ТВ серијата Речет, која што се емитува на Netflix, за која ќе ви говорам во текот на ова издание на ТВ 103. Едно мало предупредување, доколку сте љубители на American Horror Story и сите нивни 9 сезони во изминатите години, тогаш мора да ја погледнете Речет, а ако не сте љубител на неа и на останатите дела на Рајан Марфи, може би оваа серија и нема да биде по вашиот вкус, баш поради тоа што тој си има препознатлив палпи стил кој што е тежок за конзумирање на прво гледање, доколку не се знае естетиката на која што тој се обидува да ја воздигне или да ја цели пред се. На почетокот на емисијата слушнавме една композиција која што може би е реминесцентна за другата моја емисија, баш поради тоа што наменски го носи мојата емисија Дансе Макабре нејзиниот наслов, со тоа што ова е композицијата на Камил Сен-Санс која што послужи како најава, односно составен дел во најавната шпица на самата серија, така што Дансе Макабре и 40-тиот опус на Сен-Санс е буквално пресликана како најава да биде на ова серија, што е составен дел и воопшто од концепцијата на Дансе Макабре емисијата која што имам на ова радио станица. Така што во текот на емисијата ќе слушаме и музички избор од составен од композиции кои што се наоѓаат на самиот скор на серијата, компонирани од Макс Куейл. Меѓутоа, под силно влијание на 20 други композитори, пред се на магот на модерната класична музика Бернард Херман, како и неговата реадаптација на композициите кои што се наоѓаат на самиот скор на Cape Fear, одличниот филм кој што, како што и самиот си доби своја реимагинација во 90-тите години, така и музиката на Херман беше реаранжирана од страна на Елмер Бернстин, така што ќе слушаме извадоци во текот на емисијата и од овие две музички парчиња кои што содржат пред се инспирација за создавање на музиката на Макс Куейл за потребите на серијата. Така што во продолжение ќе слушнеме и две композиции со вокална интерпретација, кои се наоѓаат на самиот саундтрак, односно ќе слушнеме Was Your Heart Ever There и This Is Ours. Потоа слушаме самата најава на серијата Речет. Така што доколку сакате да знаете што се случува во просториите на менталната институција Лусија Стейт, со која што раководи пред се сестрата Речет, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 13-тото издание на ТВ 103, односно специализирана емисија на ова радио за актуелните и пред се квалитетните ТВ серии, во кои што во текот на оваа емисија ќе ви говорам за ТВ серијата Речет, која што представува американска хорор серија снимена за Netflix, која се базира на ликот на сестрата Милдред Речет од книгата на Кен Киси од 1962 година, која за жал не се изучува кај нас во средните училишта, односно станува збор за One Flew Over Cuckoo's Nest. Повеќето се запознаени со овој лик преку култната филмска адаптација на книгата од страна на Милош Форман во 1975 година, кај што Луис Флечер дури доби Оскар за незината споредна улога во овој филм, лик кој што е
вметнат, втемелен е буквално во колективната свест и фразеологијата nurse Ratched буквално е синоним за ладнокрвна медицинска сестра, која што крие злоба за незиниот нежен глас, меѓутоа е склона за манипулација, еден омразен лик, на кој што буквално аплаудирале во киносалите во мигот кога Джек Николсон ќе почне да ја дави во филмот Лет над кукавичкото гнездо. Сега, серијата ја создаваат Еван Романски и Рајан Марфи. Рајан Марфи го знаеме како човекот кој е потписник на сите 9 сезони на American Horror Story. Исто така е човекот кој што стои зад American Crime Story, Feud, Hollywood, Scream Queens, филмот, односно Popular, Glee, Saint Sass, филмот Running with Scissors исто така е негово сценарио, така што веќе во изминатата деценија Рајан Марфи и тоа како се докаже и покаже дека е едно од имињата кои се двигатели на изгледот и пред се функцијата на модерната американска ТВ серија, така што дојде конечно и наред едно од неговите дела да биде подлегнато на анализа на ТВ 103. Првата сезона на Ratched е составена од 8 епизоди, кои што се со време трајање од околу 1 час, така што ви се потребни речиси не цели 8 часа за да ја изгледате во целост. Идеален е методот според кој единствениот стриминг сервис според мене која заслужува таа квалификација да ги емитува епизодите, заради тоа што ги објавува сериите во целост и дозволува да бидат достапни на гледачите без да мораат да ги чекаат недела за недела епизодите. Згора на тоа, хиперпродукцијата на овој стриминг гигант, кој денес дојде и до 180 милиони претплатници, е огромна широм светот и може да си дозволат во период на ковид кризата да објавуваат секој викенд неколку нови серии, што е за почит покрај сите нови филмови кои што се објавуваат во текот на неделата и во петок. Сега, се уште не може човек да ги престигне со гледање продуктите кои ги објавуваат. Барем јас имам неколку негледани ТВ серии кои што ги имаат објавено неколку недели предходно. И да не зборувам за филмовите кои што ги имаат. Што се однесува до Ratched, се излажав дека ќе ја дозирам, ја преполовив и ја изгледав за 2 дена, ја пуштив пред да ми се спие, за да не можам да ја пуштам наредната епизода од умор, затоа што знам дека ќе сакам. Така што јас се тренирав на тој начин да одолеам од гледањето на серијата во еден здив, што пред се говори за тоа што све нема да направам само за да го спречам бинџањето, за да можам да уживам подолго во понудениот материјал. Сега серијата е всушност приквел на филмот, кај што се запознаваме со ликот на Милдред Ratched, штом пристигнува во менталната институција во 1947 година, по завршувањето на Втората светска војна, каде што жените добиле можност да работат, со оглед на тоа што мажите нели бесцелно војувале, но штом се враќаат мажите од војната, тие го губат нивниот статус и се затекнати во небрано, враќајќи се на својот статус кво од претходно во борбата нели за нивните права. И сега Рајан Марфи го знаеме како еден пропагатор на позиционирање во главните улоги на женски актерки кои што не баш толку го заслужуваат приматот кој што го добиваат приматот кој што го заслужуваат, заради тоа што пред се тоа се актерки од 80-тите и 90-тите кои што можеби нивната возраст е една од причинителите зашто Холивуд малку по малку ги затвора нивните врати и тука се појавува Рајан Марфи кој што ги ангажира во неговите периодични драми да глумат ликови и да ја покажат пред се нивната вештина за владењето на актерскиот занает и зашто всушност нивните имиња се синоними за квалитетите и Рајан прави еден огромен ансамбл во сите негови серии со силни женски водечки роли, кои што е една цел за огромна почит на страна сите тие промотивни потфати кои што ги прави за создавање на целесообразни пред се ликови од LGBT провениенцијата, така што Рајан Марфи е заслужен за диверзитетот кој што е потребен за истакнување во поглед на модерната
американска пред се ТВ серија, меѓутоа не станува збор за диверзитет кој што е направен со сила, туку се создадени ликови според неговата визура кој што треба да ги има, со сите тие карактеристики кои ги имаат останатите ликови во другите серии, односно ги прави да бидат повеќе слојни, а не само да бидат карикатури кои што се за подсмев, иако оваа серија има одредени проблематики кои што допираат до не баш добро издржани ликови кои што се епизодисти, меѓутоа тоа не станува збор за водени од сексуалната ориентација, наставно станува збор за натрупување на веќе пребогатото сценарио кое што го има напишано за текот на сите овие епизоди од серијата, така што си има и недостатоци во поглед на неговата потреба за доминација на малиот екран, меѓутоа човекот е сцена сам за себе, така што неизбежно и ова да се случи. Настаните во книгата се одвиваат во 1963 година, така што не очекувајте првата сезона да биде директно надоврзување на ликовите на книгата. Тоа би било глупаво, затоа и Рајан Марфи и екипата си изведува поголем временски јаз, еден простор за да може детално да ја прикажа трансформацијата на ликот на Речет во серијата и прецелоднокрвната болничарка од филмот и од самата книга. Сега во серијата ја глуми одличната актерка Сара Полсон, која што е музата на Рајан Марфи, која смела се нафаќа на оваа озлогласена улога. Меѓутоа очигледно има што да придонесе за да ја прифати и да ја изведе од еден сосема друг агол, што е поразлично од однокрвната изведба на Луис Флечер, затоа што покажува емоции и покажува своевидна човечност која што ќе биде иземена од безчувствата кои што ги има Луис Флечер во незината одлична изведба, така што добиваме една друга нијанса на ликот на Речет благодарение на повеќе врсноста која што ја поседува самата Полсон. Најверојатно комплетно ќе биде одземено незиното легитимно право за грижа, нели, за да се претвори во човечкиот монструм во кој што ние сме запознаени ден денес, и таа е синоним. И сега за неја од серијата да знаеме дека се преправала дека медицинска сестра за време на војната во логорите пред да биде избркана од нив, нудејќи ги своите услуги како ангел на смртта, односно давајќи им утеха со убивање на војниците кои не може да ја поднесат болката на живеењето и се подготвени да умрат. Та си пишува препорака за вработување во менталната институција во Северна Калифорнија, односно Лусија Стейт Хоспитал, кај што главниот доктор е зависник од наркотици и изведува грозоморни експериментални процеси врз пациентите, како што е лоботомијата, лечење на лесбејството со помош на хидротерапија, односно потопување во врели и во смрзнувачки кади за шокирање на организмот, како и примена на хипноза. Милдред се представува како лика и прилика на сето тоа што треба да наликува, нели, една одговорна, надредена медицинска сестра, која има претензии да раководи со одделот, но таа користи манипулирачки прецелаги, не само врз пациентите, туку и врз останатиот персонал, за да ја добие моќта која ја посакува во институцијата и пред се да се искачи на таа зацртана хиерархија која што треба да ја надвисне. Сега, под незината површна индиферентност, под тој оклоп се крие создавањето на еден монструм до кој се доаѓа само со огромна доза на злоупотреба и малтретирање, што се сведува на тематиката на серијата, односно нехуманиот третман кој таа и незиниот брат го имале, што сведочи за создавање на човечките чудовишта во кои што се претвораат, не се такви родени, така што таа и Едмонд Толсон, односно сирискиот убиец кој убива 4 свештеници кои не дека немале гревови, па мотивирано од маздолюбиве завршува во рамките на менталната институција за да ја избегне, нели, смртната казна, налик ликот на самиот Джек Николсон во екранизираната верзија на книгата.
Сега, покрај нив се вплеткуваат неколку споредни диверзивни приказни, кои не придонесуваат баш кон нивниот заемен соодност, туку се тука за да го пополнат време траењето на овој серијски потват. Милдред воспоставува релации со останатите носечки женски ликови, како што е помошничката на градоначалникот Гвенолин, која изразува пред се љубовни афинитети кон неа, една нарачателка на убиство имаме, како и незината најголема конкурентка, односно сестрата Бекет, која раководи со одделот штом дојде, нели, речет, во болницата. Премиерата имаше на 18 септември 2020 година, а Рајан Марфи напомена во текот на интервјуата дека има зацртано да сними 4 сезони од оваа серија, доколку се разбира имаат гледаност, што во последната сезона, која што има намера да ја работи, планират да ја обедини серијата со филмот на друга локација, како што тоа, например, Бейтс Мотел го направи со Психо, што мене одлично, например, ми функционираше, заради тоа што сепак си поигра Бейтс Мотел со очекувањата кои што ги има гледачите од оваа серија, баш со начинот на кој што беше споена култната сцена од филмот. Netflix ги одобри првите 2 сезони, победувајќи во војната за надавање која што имаше со Apple и Hulu да ја купи оваа серија. Майкл Даглас е собственикот на правата за екранизирање на книгата, така што и тука е консултиран, кој е продуцент и на самиот филм всушност, и снимена е серијата во интериерите на студиото на 20th Century Fox. Првата асоциација која морам да ја повлечам е на тематско рамниште пред се, со една од најдобрите сезони на American Horror Story, односно со Asylum, кај што Полсон исто така глумеше медицинска сестра, меѓутоа во оваа серија буквално ја глуми Джесика Ленг со трошка човечност во себе, и визуелни референции можам да напоменам барем во првите епизоди на ова серија дека се евидентни по долгите ходници и по кадрирањето на ликовите насреде нив на Shining на Кюбрик, а блискоста во пред се со мотелот, кај што сите ликови се сместени, последено се барем со композициите на кои што се надополнуваат, односно на Бернард Херман, многу лесно може да се повлече уште една паралела, и тоа со Психо. Меѓутоа серијата не позајмува од овие класици, туку Марфи само си поигрува со овие предсевременски координати и жанровски тропи, за да го заинтригира гледачот, затоа што целта му е сосема друга, а тоа е создавање на човечките монструми, а не на нивно хуманизирање, како што се обидува пред се неуспешно да го направат тоа луѓето кои што стојат за 13 Reasons Why. Има неколку значајни тематски одредници до кои што допира Марфи во оваа серија. Секако дека тука е нехуманиот третман на лечењето на во наводници, а да ќе оставиме на лесбијството како една проблематика со која што се соочува во ова пуританска заедница, и неговото прецекријање од јавноста со функционирањето на лажните бракови поради преживеаната, да не ја заборавиме тука, и преживеаната злоупотреба на деца, асистирањето на самоубиство, зависностите од наркотици, менталните болести и нивниот несразмерен пред се третман и експериментирање со нивното лечење, грижеливоста пред се и неостварената љубов, однос до љубието и плејада на други концепции кои што се преплетуваат низ серијата. Дел се засенети, а дел се експонирани, нели, во преден план. Тука може да направиме една кратка музичка пауза, односно во продолжение ќе ги слушаме композициите кои што се сработени од страна на Мек Куейл, односно станува збор за музика, односно дела кои што се наоѓаат на самиот скор на оваа серија, така што во продолжение ќе слушаме и Scotty Trails Medlin, и Distraction, и Drive, Temptation, The TV, па и Hotel Room, односно амбиентот да го слушнете во кој што се одвиваат настаните во хотелот, а и во самата ментална институција. Така што слушаме музика од ТВ серијата Речет, и потоа се враќам во етер да ви говорам за одредени актерки и нивните улоги кои што ги имаат во оваа серија. Уживајте.
Вие слушате радио канал 103, ова е 13-тото издание на емисијата ТВ 103, специализирана емисија на ова радиостаница наменета за пред се промовирање на квалитетни и на актуелни ТВ серии. Денес ви говорам за Речет, серијата која што се појави буквално минатиот викенд на Netflix, а во овој сегмент на емисијата сакам да ви говорам за актерките и нивните ликови кои што ги глумат во оваа серија. Именно трупата на актери кои што ги предводат сериите на Рајан Марфи се препознатливи по еден асортиман на актерки ветерани, кои на ниту едно друго место нема да може да ги погледнете заедно во ист кадар, па затоа раскошен е изборот на актерки како и во оваа серија, така и во преостанатите негови творби на кои што работи. Предводена е серијата од страна на Сара Полсон, миленичката на Марфи од American Horror Story, која што исто така глуми во филмот Glass, глуми во одличниот Carol, потоа во Bird Box, во прекрасната Miss America, Ocean's 8 е составен дел од реимагинацијата со женската трупа, меѓутоа глуми и во Mud и во Bug. Таа е медицинската сестра Милдред Речет, која што се разбира дека се разликува од сестрата Речет од книгата и од филмот, затоа што ова е незината приказна пред губењето на грамот човечност кој што има и претворањето во лицетворение на тоа сладкоречиво зло по кое што таа е препознаена денес. Таа дозира колку ќе им се довари од незината животна приказна, која сестрата Бекет ќе ја дознае директно, а индиректно гледачите преку одличната куклена представа на веш начин ќе се запознаат со незините преживеани трауми и сиропиталиштата. И сега Полсон ги истакнува емоционалните својства и состојби кои што ги поседува ликот, кој е убеден дека ги лекува пациентите, па дури и тие кои што ги убива по нивно барање и задолжување. Полсон е одличен избор за ова улога заради тоа што има еден широк распон, една богата лепеза на доловување на емоционални состојби и е една од тие актерки која што без никаков проблем може да влезе во било која од нив и да ја долови, со кого и да се наоѓа во сцената и да барем со великаните со кои што таа се соочува, може нивната енергија да ја возврати, така што таа е една од најквалитетните актерки кои што може да ги забележите на малиот екран, која ме радува тоа што Марфи и создава можности да го потенцира незиниот потенцијал кој што сите сме свесни дека го поседува, меѓутоа со овие предизвици кои што и ги задава, само ни демонстрира дека таа е способна за совладување на што е можно поголеми препреки кои што се истакнуваат со комплицираните ликови кои што таа треба да ги глуми. И со различната состојба да ја долови пред се во корелација со останатите ликови на кои што може или може би не може толку многу да се довери незиниот лик кој што го создава. Така што Полсон одлично ја предводи оваа серија и една од најсветлите точки кои што ги поседува. Покрај неа глуми и Фин Уитрок, односно исто така него го знаеме од American Horror Story, меѓутоа глуми и во Unbroken, во The Big Short, во Judy, A Futile and Stupid Gestures, во La La Land, така што во доста оскаровци го забележуваме неговото име. Тој глуми Едмонд Толсон, кој што е убиец, кој во првата сцена огледаме додека убива четворица свештеници. За него постепено дознаваме дека е братот на Речет, кој што заедно со неа бил посвоен од најразлични злоупотребувачки семејства, поминувајќи од едно сиропиталиште во друго, меѓутоа по одмаздолюбивото убиство тој станува заробеник на Лусија State Hospital со цел да ја избегне смртната казна, иако ќе има неколку обиди за бегство од институцијата со одделени ликови со невастабилно ментално здравје кој што ќе налета во нив со нив во самата институција и одредени потиснати и нереализирани пред се пореви кои што тие ги поседуваат, кои што исто така ќе ги злоупотреби, како што манипулативна знае да биде и неговата сестра, меѓутоа нивниот сооднос е нарушен со оглед на тоа што таа го има напуштено, односно има избегано во една од ситуациите во кои што тој ја трпел непотребно болката која што била нанесена, така што веќе еден
анимозитет постои помеѓу нив, без разлика на тоа што се обидува на секаков можен начин на почетокот Речет да му помогне да ги измегне неповолностите во кои што се наоѓа, меѓутоа Толсон не е човекот кој што сака да игра по правилата, односно тој ги прекршува и наоѓа бегство на негов начин од самата институција, така што постепено се создава, се продлабочува јазот помеѓу нивните замисли кои што ги имаат еден за друг и за нивните животи, така што помеѓу Едмунд и помеѓу Милдред настанува една двојба која што се повеќе и повеќе ќе се проширува, завршувајќи нели со епилогот на самата серија, кај што буквално се наоѓаат на секој на различен крај на одсечката, така што ќе биде интересно да се погледне како ќе се развива нивниот сооднос во втората сезона, кој што иако започнува добронамерно со нивното повторно обединување, да завршат со нивна двојба, со нивно разделување. Покрај нив во серијата глуми Синтија Никсон, која што ја знаеме од Секстот и градот, ја знаеме од A Quiet Passion, потоа глумеше исто така во Джеймс Уајт, како и во ТВ серијата Hannibal, односно таа ја глуми Гвендолин Бригс, секретарката која што ги работи односите со јавноста за гувернерот Уилборн и пред се ја раководи неговата кампања за да биде повторно избран за функцијата. Девојка која е заљубена во Речет, која има лажен брак со маж кој што исто така е геј, која има една непотребна канцерогена пред се квалификација кон крајот на серијата, која сметам дека беше одвишок, меѓутоа затоа што сосема доволни беа симпатиите кои што ги изнуди пред се и претходно куршумот кој што беше ненаменет за неа, меѓутоа таа е еден од тие силни ликови кои што даваат една нова длабочина, една нова димензија за ликовите кои што продираат од LGBTQ рамките, меѓутоа сепак е уште еден лик кој што не успева да ги задоволи нејзините цели и пред се потреби и е потисната од таа машинерија на патриархатот кој што представува самиот гувернер, злоупотребена за потенцијалот кој што го поседува и пред се за добрината која што таа ја има, меѓутоа ќе се сближи до самиот главен лик и тука веќе се воспоставува прашањето за колку од емоциите кои што Речет ги манифестира кон нејзините најблиски, односно кон лековите со кои што стапува во корелација се вистините, а колку се само одглумени од страна на Речет за да добие одредени позиционираности на самата шаховска табла за да може да ги манипулира пред се за нејзините потреби. Така што доста дискутабилен е нивниот сооднос од страна на Речет наспроти искреноста која што Гвендолин ја пред се ја доловува со нејзиниот лик. Покрај неа глуми и Џон Брионес, односно станува збор исто така за актер од American Horror Story, кој што глуми и во филмот Blood Ransom и во ТВ серијата Sons of Anarchy. Односно тоа е доктор Ричард Хеновер или во одредена итерација на претходниот живот доктор Мануел Банјага, кој што е директорот на Лусија Стейт Хоспитал, кој е зависник од опијатите кои му се на располагање во болницата, кој има демони кои го демнат од минатото, пред се прогонето од платени убици поради неговите бизарни одлуки за шиење на пресечени раце од други луѓе на едно дете кое што нема баш здрава ментална слика, така што има еден настан од минатото кој што е доста грозоморен и кој до ден денес го прогонува докторот Хановер, меѓутоа секоја одлука нели си има свој каузален след и своја последица. Покрај него во серијата глуми Чарли Карвер, кој што го знаеме од ТВ серијата Teen Wolf, од Midsummer's Night's Dream, од I Am Michael и од ТВ серијата The Leftovers. Тој е Хак Финиган, односно дел од персоналот на Лусија Стейт Хоспитал, со тоа што неговото лице е деформирано, со оглед на тоа што
поминал куршум покрај неговата глава во Втората светска војна и уште еднаш Рајан ги акцентира во сериите луѓето со поразличен изглед, со деформитет, кои добиваат барем еден мал момент на среќа прети тоа да го одземе, така што уште еден аспект не е само LGBTQ провениенцијата која што ја осветлува, туку тој Марфи работи и на предсехуманизацијата на овие ликови и представување на нивните доблести без разлика на физичката одбивност која што има на нивната тело, односно тоа најчесто беше истакнато и во American Horror Story, и во Asylum, и во посебно во Freak Show, така што ги поставува као Тод Браунинг на времето што правеше за Фрикс и Жодоровски полесно, значи ги представува во една своевидна форма на комплетни битија кои имаат своји чувства, кои имаат своји погледи, а не само да бидат гледани како Франкенштајнови монструми во денешницата. Така што тој другиот го представува, го доближува повеќе до со сите негови физички аномалии, го доближува повеќе до гледачот и дел од нив и се сами по себе антагонисти во сериите, меѓутоа има причина зашто се дојдени до тоа, пред се имаат претрпено голема тортура, или од друга страна па може би се едни од најфините луѓе кои што ќе ликови се извинувам кои што ќе ги погледнете во серијата, како што е таков случајот и со Хак Финиган кој е тука само за да помогне. И буквално се бори за здравието на и против тортурата која што е нанесена на пациентите. Да не забораваме тука и засилувањето повозрастната гарда, односно Джуди Дейвис, која што глуми во Feud, во Мари Антуанет, во Бартон Финк, во лично Naked Lunch, во Husbands and Wives, значи една култна актерка, која глуми сестрата Беци Бакет, главна медицинска сестра во Лусија Стейт Хоспитал, ривалката на Речет, што не би се нафатила да убива по желба на пациентите, за разлика нели од Милдред, но има и друга диференцијација во нивниот заемен однос во почетокот на серијата, дури до самиот крај, кај што се спријателуваат наспроти анимозитетот, иако претходно се манипулирани за сопствена корист и придобивки во самата серија покрај одличната Джуди Дейвис, ја имаме и прекрасната Шерон Стоун, која што ја знаеме од Basic Instinct, од Казино, од The Laundromat, од Disaster Artist, од Broken Flowers, од Catwoman, од The Muse, од The Quick and the Dead, од Total Recall, бирајте кој филм да сакате. Таа глуми Леноре Озгут, односно богаташка која најмува платен убиец за да го отстрани докторот од планетата поради штетата која има нанесено на незиниот син, ставајќи го во позиција на една боксинг Хелена. Шерон Стоун е гламурозна како и секогаш, така што влегува во секоја улога со бравадо и буквално го краде секој кадар со незината прекумерна глума. Кори Стол го гледаме како актер кој што глуми и во The Deuce, во Ant-Man, во First Man, во ТВ серијата The Strain, јас го знам и сум говорил за него, потоа глуми во Girls, во Midnight in Paris, тој е Чарлс Уейнрайт, односно платен убиец кој што е најмен од Леноре Озгуд, за да го убие докторот Хановер, кој што представува во Мотелот. Винсент Донофрио, еден одличен актер кој што го знаеме од Rings, од The Cell, од Chained, од Sinister, од Men in Black, од Ed Wood, го глуми одвратниот гувернер Џорџ Уилбурн на Калифорнија, олицетворение на мизогинијата која била дозволена во овој период, со потценувачки и објективизирачки поглед пред се на жените, кои што сака да добие Едмонд смртна инјекција, за да може нели да има предност во неговото повторно избирање на функцијата, глумејќи ја неговата челична волја. Да не заборавиме само и Алис Енглер, која што глуми во The Rehearsal, во In Fear, во The Lovers, во Ginger и Rosa, во Beautiful Creatures, значи младата актерка која што ја глуми сестрата Доли, медицинска сестра која е стажанка во Лусија Стейт, која развива љубовен афинитет кон лошото момче Едмонд, помогнувајќи му да избега, завршувајќи пред се како Бони и Клайд со истрели во успорена снимка. Тука имаме уште една култна актерка, односно Аманда Пламер, која што ја знаеме од We Are Boats, од Pulp Fiction, таа е Хани Бани од тој филм. Се извинувам.
Потоа таа глуми во The Hunger Games, односно Catching Fire, во Red, во Ken Park, во Freeway, во The Final Cut, во Needful Things, во The Fisher King, огромен број на филмови од 90-тите години. Таа ја глуми Луис, собственичката на мотелот, кај што престојува Милдред Речет и пред се платениот убиец Уейнрайт. Таа е долгогодишна пријателка на сестрата Бакет и ја еден од последните кадри е буквално вклучена во одметничкиот потфат на братот на Речет, односно на Едмонд, така што се надевам дека ќе погледнеме и во наредната сезона со незината карикатурална изведба. Потоа да не ја заборавиме и Софи Оконедо, која што глуми во британската верзија на Криминал, потоа во Флек, во новата итерација на Хелбој, во Wild Rose, во After Earth, во Aeon Flux, таа ја глуми Шарлот Уолс, пациентка со Dissociative Identity Disorder, односно во серијата е дефинирана како шизофренија, која што има наплив на неколку ликови во исто време, која што сепак не е толку лесно да се изведе, дури и допира до една од итерациите и Джеси Овенс. Меѓутоа, одличен перформанс кој што е доловен од незина страна, и тука се појавува и Розена Аркет, која што ја знаеме исто така од Pulp Fiction, од Frank and Lola, од The Divide, од After Hours, од The Whole Nine Yards, таа ја глуми Ена, и да не го заборавиме уште да напоменеме Джозеф Марсел. Тој, предпоставам дека се сеќавате на серијата Fresh Prince of Bel-Air, тој е батлерот, кој што во оваа серија глуми Лен Бронли за потребите на масата за обдукција. Морам да ја напоменам и одличната сцена во која што Полсон и Джуди Дейвис се препираат за праската, како и одличната емоционална глума помеѓу Полсон и Никсон, кој што се прекрасни за гледање, барем во нивната соработка која што имаат на актерски план. Специјалните ефекти секогаш се примамливи за око и лесно запамтливи, по кои што ќе останат траги да длабоко во сеќавањето на гледачите. Така што тука можеме да направиме една кратка музичка пауза, односно во продолжение на емисијата ќе слушнеме музика од великанот на модерната класична музика, односно станува збор за Бернард Херман, кој што најпрвен ќе слушнеме две композиции кои што доаѓаат од оригиналната верзија на Cape Fear, односно од изданието од 62 година, односно слушаме главната тема и Max Cady Boat Dog, и потоа слушаме негови адаптации од страна на Елмер Бернстин, кој што ги адаптираше за реимагинацијата на овој филм од страна на Скорсезе од 91 година, каде што ќе ги слушнеме композициите Sam Story, ќе слушнеме Strip Search, Rape and Hospital, Teddy Bear Wired, и ако имаме време ќе слушнеме Kersey Killed. Така што слушаме одлични композиции од магот на модерната класична музика Бернард Херман, кои што служат како инспирација за создавање на композициите на Маккуел за самата серија Речет, а и воопшто го воспоставуваат амбиентот во периодизацијата кога треба да се одвива ова действие, со оглед на тоа што Херман со неговите оркестрации знае да ја долови напнатоста на филмското платно, и сето тоа послужува за начнување на интригите до кои што доаѓаат самите ликови, пред се функционални и за враќање како една периодична временска капсула за ситуирање на действието, со оглед на тоа што композициите на Херман не само што се безвременски, од друга страна па и се податливи за 60-тите години конкретно. Меѓутоа и од друга страна пак потенцира поигрувањето со нервите и исчекувањето, заради тоа што е мајстор пред се на владење на овие потфати кои што се во одлична корелација со сето тоа што Рајан Марфи го има зацртано во серијата и влијаеле на создавањето на музиката на Куел, така што допираме до извориштето од кое се инспирира музиката за Речет. Потоа се враќаме во етер да ви говорам за одредени спецификации кои што и поседува оваа серија. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 13-тото издание на емисијата ТВ 103, која што е наменета за ТВ серијата Речет, за која што самиот крај сакам да ви говорам за одредени спецификации кои што и поседува оваа серија. Имено,
Најавата има одлична монтажа во која речет ги потегнува сите конци, буквално. Монтирано врз препознатливата композиција на Ками Сен-Санс, која што имавме можност да ја слушнеме на почетокот на емисијата, според која е именувана мојата друга емисија, односно Дансе Макабре, искористен 40-тиот опус на оваа одлична композиција. Во поглед на режисерите, оваа серија ја снима неколку, од кои што Рајан Марфи ги режира првите 2 епизоди. Потоа Майкл Апердал, кој што го знаеме од Fargo, Mad Men, од Legion, од American Horror Story, од Castle Rock, режира исто така 2 епизоди. Нелсон Крейг, кој што го знаеме од American Horror Story, кој што најчесто е кинематограферот на Breaking Bad, Tracers и The Canyon, е режисер на една и во серијата по една епизода имаат и Джесика Ю, која што режира во епизоди на 13 Reasons Why Billions, одличната Дженифер Линч, односно ќерката на Дейвид Линч, која постојано соработува на ТВ серии, меѓутоа исто така ги има прекрасните Surveillance, Boxing Helena и Chained. И секако да не го заборавиме Даниел Минахан од Game of Thrones и од True Blood и од Deadwood, така што Марфи го воспоставува тонот, а останатите режисери и режисерки ги следат во чекор неговите координати, без некои драстични отскокнувања од таа интензивна палета на колоритот. Поглед на музиката, тука Маккуейл се има послужено со двата скора, односно музиката за двете итерации на Cape Fear, таа на Бернард Херман и другата која што е реадаптирана од Елмер Бернстейн. Па затоа ми зазвучи хермановски самиот скор на серијата и согледав дека има зошто тоа е така. Имено изборот е наменски за да се долови ефектот дека се гледа од една страна и периодична драма од крајот на 40-тите, меѓутоа и Херман одговара нели за мотелот со очигледните причини кои што е искористена таа музика во позадина додека се одвиваат одредени настани, како една алузија на великанот Хичкок. Сега во поглед на сценографијата, продукцијската дизајнерка Џуди Бекер, која се специализираше за периодични драми од минатиот век, ја приложува болницата кај што се снима како во едно раскошно здание, не знам како воопшто финансиски се во криза со гледам тоа што не изгледа така, не се рефлектира на прекрасниот визуелен декор со висок плафон, со долги ходници, односно со ова енормно здание, а покрај него го имаме нели одделениот мотел кај што се одвиваат останатите интриги со силни бои во ентериерот, додека сме кај боите, во фотографијата. Тука кинематограферите Сајмон Денис, Нелсон Крейг, Блейк Макклур и Ендру Мичел наметнуваат употреба на артифицијално светло, односно вклучување на интензивни зелени или црвени светла кои што ја исполнуваат сцената, во која треба да се, пред се да ги дознаеме тие убиствени тенденции на ликовите, синилото на просториите и тоа како има удел во кадрирањето, што станува една препознатлив белег нели на серијата, на позадина. Негативен ефект предизвикува карикатуралност на одредени ликови, што кога ќе се најдат во дадени сцени делува серијата како сапуница, баш поради таа артифицијалност на употребата на светлото на сетот, но до овој впечаток се доаѓа во склоп нели на околностите, па затоа се постигнува еден можеби палп сензибилитет кој сакал или не го следи самиот Рајан Марфи во сите серии кои што ги снима. Поглед на монтажата имаме 4 монтажери. Најголем проблем на серијата се јавува во споредното действие, предводено од епизодистите, кои Марфи ги договара за славните камеа, меѓутоа колку е нивното место во серијата е дискутабилно. Оваа лоша навика ја започна што во American Horror Story и ја продолжи тука. Тие го натежнуваат действието и пред се лошо се балансирани со останатите двигатели на приказната во предолгите епизоди. Во поглед на костимографијата, таа допира до ноар сензибилитетот, мантилите и федорите се неизбежен дел од незиниот асортиман, но медицинските сестри имаат еднобојни зелено-сини униформи, не баре се калуѓерки во оваа институција, пациентите немаат униформи, а останатите носат облека која е специфична нели за 50-тите години. Во поглед на природното секогаш го има во сериите на Марфи, меѓутоа тука се препишува пред се на менталната болест и на халуцинациите на кои подлегнуваат пациентите, па и одредени доктори.
Меѓутоа, во оваа серија човекот е најголемиот монструм. Во поглед на хуморот и на еротиката, не сакан комичен ефект предизвикуваат карикатуралните ликови, иако се обидува Марфи да го контролира пред се хуморот во главното действие со повремени забавни преписки. Меѓутоа, еротиката ја има во неколку наврати, најпрвен во ролплей игрите кои што ги сведува речет, потоа во себезадоволувањето помеѓу решетките и воопшто љубовните ескапади на младите Бони и Клајд, како и начнувањето на лесборелациите до некаде, меѓутоа нема никаде експлицитно соголување во поглед на самите сцени. Во поглед на ефектите ги има во изобилие, од варење на човечкото тело до истрелите преку деформацијата на лицето од страна на куршум, до сечењето на врат, до бодежи, лоботомија, едноставно ова се мераци за окото на сите љубители на хорор жанрот. Употребен е флешбек во војната за речет, како и во прекрасната сцена со куклената представа кај што се експонира травматичното минато на речет, потоа употребен е slow motion помеѓу Бони и Клајд и нивната смрт, а употребен е демначки сон со приложување на страв, меѓутоа и халуцинации насреде куклената представа пред се и манипулацијата со хипнозата. Во поглед на самиот жанр, секој друг гледач ќе ви каже дека станува збор за психолошка драма или психотрилер, а јас ќе ви напоменам дека гледате хорор серија, па која дефиниција и да одберете, нема да сгрешите. Во поглед на стилизираниот јазик се користи литературен со нагласување на неговата одмерена употреба за формално обраќање помеѓу ликовите. Во поглед на недостатоците се забележливи во карикатуралната обработка на споредните ликови и недореченостите околу двигателите за нивните недоработени улоги, кои се поголема диверзија отколку на дополнување на главното действие. Ја обвинуваат серијата дека е ноар сапуница на која сите бои добро и стојат, има повеќе антагонисти отколку протагонисти, меѓутоа ги прикажуваат со нивните мани. Меѓутоа, тој мој најголем недостаток ми е пренатрупувањето на карикатуралните ликови кои не можам да ги сватам сериозно. Не е ова фрик шоу, Марфи, ама лесно е да се фрли камен врз хорор серијата. Тоа најчесто го прават неуките гледачи кои ќе ја обвинат за неумесно прикажување на пациентите и ред други политички коректни проблеми на снегулки кои не ни знаат што значи да се создаде серија со тежината која надвиснува во екранизирањето на овој одвратен лик. Така што пред да се фрли камен, секој треба да знае колку е тежок тој камен, што е својство за кое се свесни само неколку филмски критичари, дури и има пациенти кои покренуваат петиции за спречување на снимањето на серијата. Мислам до каде ќе го злоупотребиме правото за достапност на која што имаме на интернетот. Во поглед на континуитетот на епизодите, некаде е задржан, некаде е празен но екзистентна е потребата да се пушти наредната епизода за да се дознае каде ќе биде однесено пред се действието. Во поглед на градењето на ликовите, несомнено дека најголемото внимание ќе биде посветено на градењето на ликот на речет, кој иницира емпатија кај гледачите за нанесените трауми во действието. Едмонд и Гвендолин исто така имаат своји добро изградени нишки и проблемот е кај останатите епизодни ликови кои имаат неколку реплики кои сведочат за нивните пред се потреби и несаканиот комичен пристап кој што се реализира. Антагонисти има во серијата колку што сакате. Слава е на херои, меѓутоа речете далеку од таа од филмот. Има 3 сезони за да се претвори во неа, затоа е убаво да се погледне што била пред да стане тоа што сите знаеме дека е, односно олицетворение на злото. Во поглед на интертекстуалноста и адаптацијата, веќе ги напоменав поврзаностите со филмските остварувања на Хичкок и на Кјубрик и пред се самиот American Horror Story Asylum. Книгата е водена од нарацијата на индијанецот и неговите описи за случувањата во институциите, а писателот има дојдено до идејата кога и самиот бил чувар во институцијата и налетал на една ладнокрвна медицинска сестра. Во книгата главниот акцент е ставен врз пациентите, кои имаат различни карактери, но длабоко ја истражуваат пред се идејата на индивидуализмот, пресликан во однесувањето на Николсон, наспроти покорниот конзервативизам кој го наметнува речет со низината униформираност. Тој
рок-н-рол непокор за задржувањето на индивидуата, секогаш ми бил и најсилниот аспект на филмот кој што секогаш допирал до мене, кога и да го погледнам, пред се и неговото задржување и покрај давењето на Николсон, но рефлектиран е со бегството со скршениот прозорец од страна на индијанец. За разлика од книгата и филмот, пациентите речиси и да не се воопшто третирани во оваа серија, освен со одредени исклучоци, само за да сведочат за тортурата која што ја доживуваат, затоа што фокусот пред се е на медицинскиот персонал и на раководењето со болницата и незината хиерархија која што е воспоставена. Во поглед на атмосферата и гредливоста, загадочна е самата атмосфера, како што тако беше случајот и со American Horror Story, кај што не се знае која сцена може да ескалира, а всушност сите сцени ескалираат и се разбира дека е заразна и гледлива и некои од изведбите на актерите и актерките беа прекумерни и сапунести, тоа не можем да го негирам. Во поглед на епилогот имаме отворен крај, кој искрено мене не ми е померак, меѓутоа знам зашто е направен. Создаваат двајца пред се противници кои ќе се бркат и во втората сезона, што ме плаши дека непотребно ќе го развлече конфликтот до напукнување на празнината и пред се исполни со шарени споредни ликови без функција за главното действие. Ме стравува дека длабочината на ќе биде исчезната, како што тоа во средината на, не знам, втората и третата сезона, можеби на Бейтс Мотел, се изгубија сите координати и буквално кормилото на серијата, додека не се врати на своите нозе. Се надевам дека оваа споредба нема да се случи со Речет и дека дури втората сезона ќе биде на ниво на првата. Поглед на еволуацијата, поради перформансот на главните актерки, градењето на носечките ликови, визуализацијата и пред се евоцирањето на минатото со повремени алузии на периодичните потфати, јас ја оценувам со 8 од 10. Не е 9 затоа што има недостатоци во поглед на споредните ликови, во споставување на палп карактеристиките, преголемото реферирање и играњето на картата на интензивното светло, затоа оставам простор да се избори за оценката со нешто пореволуционерно во наредната сезона или пак ќе има поголем празен нот со филери до неизбежната пресметка помеѓу двајцата антагонисти. Тоа ќе почекаме да погледнеме наредната година. Netflix откупи 2 сезони на серијата, па ако има гледаност, што верувам дека ќе биде и случајот, ќе биде продолжена за уште 2, кај што би требало да се обедини со случувањата од филмот, ако и тоа го дочекаме. На крајот на емисијата ќе слушаме неколку композиции кои што говорат за лоцирање на музичките настани, односно на самото чинодействие од 50-тите години, така што имаме музика која што е доминантна од тој период. Ако имаме време ќе слушаме Thanks for Your Love, Moonlight Serenade и Faraway Places. Вие го слушавте 13-тото издание на емисијата ТВ 103 со Златко Ѓелески, кај што детално ги анализиравме погодностите и недостатоците на Речет, односно на озлогласениот лик, кој што е создаден благодарение на траумите кои ги преживеала во нејзиниот живот и манипулира со останатите медицински сестри и персоналот пред се во Лусија Стейт Хоспитал и дознаваме што била пред да се претвори во тоа, пошто ја знаеме самата Нрс Речет преку филмската адаптација и преку книгата. Ова е само уште едно надополнување на празнините во прераскажувањето на незината животна приказна. ТВ 103 е уникатен сигнал кој се емитува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часови нуди длабенски поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание гледате ТВ серии и останете вклучени. Чао!